Добар ден на сите почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, почитувани граѓани. Сакам да го изразам своето големо задоволство од начинот на кој што се реализираат огромен број на проекти низ целата наша држава. Денес сме тука да извршиме увид во повеќе градежни активности кои што се случуваат, како што беше делот на патот од Ново Коњарево до Старо Коњарево, делот на патот од Конешино до Банско. Знаете дека низ изминатиот период и со претседателот на владата и со директорот на јавното претпријатие за државни патишта често го посетуваме овој регион. Бевме на увид на градежните работи кои што се одвиваат на патот од Штип до Радовиш. Паралелно беше и постоечкиот пат реконструиран, наваму делот на Радовиш до Струмица, делот од Струмица до Берово. Така да имаме една извонредна динамика на активности која што во овој период се случуваше и во делот на патната и во делот на комуналната инфраструктура. Сакам да потенцирам дека во делот на комуналната инфраструктура преку ресорното Министерство за транспорт и врски беше реализиран делот на канализациониот систем од Просениково и Дабиле, а во моментот значи е завршена комплетно целата постапка и отпочнуваме со делот на изградба на канализационен систем во Банско, исто така во општината Ново село исто ќе биде реализиран во наредниот период канализациониот систем кој што е исклучително битен за овој регион. Целосен опфат на реализација на делот на патната и комуналната мрежа имаме преку 230 милиони евра капитални инвестиции кои што се реализираат. Опфат на население некаде преку 170.000 жители, преку 10.000 компании кои што го гледаат овој бенефит од овој дел на инфраструктура која што се гради и затоа тука уште еднаш сакам да го искажам своето задоволство. Ние понатаму продолжуваме оваа силна градежна офанзива која што се случува во целата наша држава. Оваа силна градежна офанзива која што се случува во сите 8 региони ќе продолжи понатаму. Во моментот, значи сме во ек на градежна сезона, каде што се работи и во делот на изградба, реконструкција, рехабилитација на голем дел на патната инфраструктура. Имаме изворедна динамика на активности во делот на гасификацијата. Исто така сакам да потенцирам дека делот на изградбата на социјални станови тече со одлична динамика и тоа ќе продолжи. За наредниот месец, од наредниот месец ќе бидат распишани неколку јавни набавки постапки кои што ќе значи отпочнување на изградба на нови социјални станови и сакам посебно делот да го изложам кој што го покрива ресорното Министерство за транспорт и врски, а тоа е изградбата на водоводи и канализации. Имаме огромен дел на проекти, повеќе од 30 само во моментот кои што се работат, претходно беа 20 завршени, од наредниот месец ќе има уште 15 други кои што ќе бидат распишани, така да апсолутно она што ниско ниво на инвестиции го измаши во изминатиот период, во изминатите години, апсолутно ние преку владината програма во голема мера го исполнивме и тоа не само заради некое формално исполнување на владина програма, туку заради исклучиво суштински бенефит на граѓаните на нашата држава. Така, јас би сакала да прашам, два пати го повлековте огласот за социјалните станови во Струмица. Значи, вака, одма да ви кажам, многу брзо ќе биде распишан огласот, беше заради тоа што проценивме дека интересот е многу мал, луѓето не можеа да ги извадат документите ако некаде беше огласот за повеќе од 40 станови, мислам дека или повеќе? 30. Да. Значи некаде имаше само 10 на 12 апликации. И нормално е да овозможиме на поголем круг на луѓе да аплицираат и тоа ќе се случи најбрзо веројатно од наредниот период после vanrednава состојба, после завршување на vanrednава состојба.